за целата публика. Кожув личи на една магија, но таа магија е реалност. За да ја осетите таа реалност, треба да дојдете тука. Треба да се качите на Кожув, да го осетите спокојот и мирот што го нуди овој локалитет, овој прекрасен амбиент, да дојдете на Кожув за да го откриете и сопствениот спокој и мир, за кој можеби и не сте свесни дека го имате, се со цел да ви даде еден оптимизам за утре, за да можеме, како што Кожув ги ранел сите наши претходни генерации, да биде дом и огниште и за солниште и за сите идни генерации.
Јас изградив еден објект, заљубен сум во овој дел на оваа планина, доста прошетав, иначе најомилен врв од све тоа е овој зелен брег. Тука повеќе пати се качувам, уживам од него, исто на Чичи Ќаја, каде се гледа цела Ѓевѓелија, врвот КДВС-2, кој е лево од скијачкиот центар. Ако тамо не послужи времето, може убаво да се види Солун. Тука и бил центарот на Македонија. Се гледаат Црни врв, се гледа Попова шапка, се гледа Пелистер и останатите врвови во околината. Прием? Да, може да тръгнем. Прием, айде. Денеска температурата е малко над просечната, около 5 степени, ама горе на вървот е минус 2 на 2200 метра. Разликата е негде около 6 степени. Сега ќе одиме горе, ќе се качиме по 9-та пътека, број 9. Не е табана до сега, не е штампана, но мислам дека ќе излеземе без проблем. Прием. Проектот за планински центар Кожув започна 1998 година со првата физибилити студија која направивме заедно со компанијата Lightner од Италија. Фактички од почеток е 2001 година кога се регистрира фирмата акционерското друштво Ски центар Кожув и се започна сите активности. Овој проект за планинскиот центар Кожув можам да ви кажам дека е единствен проект, гринфилд проект, започнат од нула во туризмот, посебно планинскиот туризмот, во југоисточна Европа во последните 35 години, верували или не. Целата постапка се водеше согласно врвните светски стандарди и од тие причини, иако немавме законска обврска, прва работа што ја направивме беше изработена еколошка студија за оценка на влијание на овој објект врз човековата околина, кој што ја работеа 13 врвни македонски и канадски експерти на 350 страни. Многу сум горд на таа работа што се одлучивме така да направиме и после година дена се изработи таа студија и ние на база на таа студија ги почитувавме сите препораки за понатамошните кораци. Потоа се изработи генерален урбанистички план, значи ова е урбанизирано, преку 500 хектара површина, па се изработи детален урбанистички план и дури во 2006 година започнаа првите градежни активности. Значи еден сериозен проект, сериозен пристап со сериозни компании. Проектот го реализиравме со исто така светски познати компании, можеби единствени во светот, тоа се Допелмајер, производител на жичари, Суфак, производител и проектирач на системи за технички снег, и Lightner, како една мултикорпорацијска компанија, ратраци, технички снег, патеки, дизајн на патеки, така и натаму. И за мене, можеби најважниот дел, тоа е поддршката од ски центарот Лех. Тој е најдобриот, најквалитетниот австријски ски центар, кај што добивме фул поддршка за развој на овој проект. После сите овие документации, одлучивме дека мораме да почнеме веднаш со изградба на една 600 жичара. Прва во југоисточна Европа, 2007 година ја работевме со должина од 1600 метра, капацитет 3200 луѓе за еден час, врвен капацитет, која што покрива некаде околу 4 скијачки патеки. Тоа е, да ви кажем, да добијат гледачите идеја, тоа е као цело Банско. Банско има 5 скијачки патеки. Ние со една жичара покриваме 4 скијачки патеки. Врвни скијачки патеки. Инсталиравме систем за технички снег со пумпни станици, топови. Први сме во Македонија и на Балканот во тој дел. И направивме 2 ски лифта горе на врвовите. Значи скијањето на Кожув започнува од 1500 метра и патеките се до 2200 метра.
и после погоре уште едно. Ова ќе има 3 реда и тоа 2 реда коли. И тука 250-300 возила. И 300 горе. Да, гори имам за 800. За сад. После ќе ја покажам машине. Убавина. Ајде да запалим по некој цеките. Да, сега. Еј, па што е убава водичка, да знаете. Леле што е убава водичка. Црковно водиче убаво, пробај да видиш. Убаво, убаво. Треба се да дојди ново. Овде сме во туристичката населба Кожув, кој што е дел од целиот проект Ски центар Кожув. Ова населба се протега на 550.000 метри квадратни градежно земјиште, значи урбанизирана со детален урбанистички план, на која што во изминатиот период изградивме некаде околу 12 километри улици во самата населба и изградени се некаде околу 6 километри водоводна мрежа, канализациона мрежа и напојување со електрична енергија. Во целата населба, она е предвидена на 3 нивоа, да кажеме. Едното ниво е локации за изградба на хотелски комплекси, такви има вкупно 5. Потоа е дел од населбата кој што е предвидена за изградба на помали хотели, така наречени гест хаус, да кажеме хотели со 10 до 20 соби. Такви се 32 локации. Еден дел е наменет за изградба на мали апартмански населби. Тоа се некаде околу 100 локации и 450 локации, помали локации од 400 до 700 метра квадратни, кои се наменети за изградба на мали викенд куќи за сопствени потреби или за изнајмување. Многу е важно да напоменеме дека целата населба е со една југо-западна експозиција. Највисоката летна температура овде измерена е 25 степени. Околу самата населба има, тој е посебен раритет, преку 33 извори на чиста планинска вода. Тоа значи дека секој што овде ќе престојува или што има своја куќа или што ќе биде во хотел, ќе пие чиста изворска вода. Потоа, ова населба е исто така посебно од аспект на зимскиот туризам единствена населба во југоисточна Европа, а неколку од ретките и од европските алпски држави, кај што скијањето, делот на скијањето е направен по принципот ski in, ski out. Тоа во превод значи дека вие од вашата куќа, од секоја локација на оваа населба, излегувате со вашите скии, одите на скијање, веднаш вие сте на самите скијачки патеки, завршувате со скијањето, повторно со скии се враќате дома. Немате потреба од шатл сервис, користење на возила, пешки одење и така натаму и така натаму. Таа е посебна услуга која што не може да купите. Да имате ski in, ski out населба. Ова населба во финалето кога ќе биде изградена треба да располага некаде со 9000 кревети. Тоа се значи 5 хотелски комплекси, 32 мали хотели и останатиот дел од викенд куќи и апартмански. Тој дел значи не е преголема, не е ни премала,
Еден дел е и за деловни објекти, значи имаме чаршија со сите класични нели објекти. Сите се предвидени, изградбата е до 9 метра, може да користат природни материјали, камен, дрво или бондрук фасада, да кажеме, позната она наша малтер фасада со апликација од дрво и не може да бидат повисоки од 9 метра. Значи секој овде што ќе дојде, било каде да е сместен, било каде да престојува, треба да биде да се осеќа дека е во природа. Природата овде дала се и не смееме тоа да го лимитираме со преголема изградба, преголем коефициент на изграденост, високи објекти. Значи основната цел не е дајте да заработиме што можеме повеќе пари од маркици и од метри квадратни, туку да направиме една населба која што ќе биде атрактивна не само за регионот, не само за Балканот, туку и пошироко интернационална. Природата го дала тоа што треба да го даде, ние само треба да ги отвориме овие врати и Кожув да стане синоним на здравје, живот, мир и спокој. Ајде, Коки, касниш, Коки! Не, јас само снимам од страна. Браво!
скијањето ме привлече многу, пошто стазата тие денови беше прекрасна перфорирана и направена за добри скијачи. Јас во мојот живот почнав да скијам на 12 години, бев член на СК работнички, успешен такмичар, репрезентивец на Македонија и во периодот на моето такмичење ги видов скоро сите центри во Централна Европа и во Југославија. После тоа, со мојот син исто доста Мартиновски Мартин, доста професионално се скиеше и ги видовме исто убавите стази во Австрија, Швајцарија, Италија. Кога дојдовме тука, видовме дека Кожув е страшна работа во однос на такмичарското скиење, во однос на црните стази и убавите терени туристички. Првото скиење на Кожув ми беше на оваа стаза овдека, која е шеска и која го има првиот амфитеатар. Вакви 3 амфитеатри стојат, а овој првиот амфитеатар е скијачкиот Стоби амфитеатар, кој поминува со еден добар, страшно јак слалом, кој има голем нагиб и после тоа се влегува во еден одмор во скијањето, во еден мал спуст и се доаѓа во долниот дел на самата стаза во која пак имаш едно добро слаломско скијање. Но не е само таа патека као добра, има и други патеки. Самата патека осмица од другата страна е прекрасна за спуст, има убави услови за туристичко скијање. На Кожув пред 2009 година имаше преубаво скијање, имаше туристи, посебно беа туристите од соседна Грција, кои беа одушевени и од патеките и од услугата и уживаа во падините на Кожув. Голема штета би било ваков еден потенцијал као што е Златниот Кожув да не се искористи до максимум, да уживаме во неговите убавини што ни ги пружа. Од сите спортови, не е само скијањето на Кожув, може да се организира данхил трки, може да се организира со мотори, има прекрасна стаза од Смрлива вода до самиот скијачки центар од 17 километри, стаза за брзкоридски трки, направена е за такмичења. Затоа мислам дека овој скијачки центар во текот на 2021 можеме да направиме нешто, да сториме и да стане ова едно ново градилиште, со хотели кои ќе ги примат барем илјадници скијачи на денот.
Кожув е планински резорт или планински центар со 4-годишна туристичка понуда. Убавините на Кожув не е само алпското скијање со врвните терени. Овие терени мора да ви кажам дека се оценети од Ски Федерацијата Австријска како едни од најдобрите ски терени на едно место во еден центар во цела Европа. Може да замислите какво природно богатство имаме. Но Кожув, покрај тоа што ни го дал Господ одлични ски терени, одлична локација и така натаму, Кожув изобилува со води, со шуми, богатство, еден спокој, мир. Човек овде може да најде свое битисување во секој дел од годината. Дали е есен, лето, зима. Дали е тоа планинарење, пешачење, сноушуинг, дали е тоа велосипедизам планински, дали е едноставно собирање шумски плодови. Знаете, овие терени летно време се прекриени со еден килим од боровинки. Дали ева чисто да дојдете да седнете еден релакс, еден пријатен амбиент, само да уживате во панорамите на Кожув, тоа е достапно и сега. Значи, тоа можеме да го правиме и сега, и секој може да го направи сега, освен алпското скијање. За жал, за Кожув малку се знае. За жал, за овие убавини, дури сега луѓето кога почнува кризата со ковид, кога почна да се враќат назад во природата, се повеќе и повеќе, а мене посебно ме радува што тоа млади луѓе, се повеќе доаѓаат, без разлика дали имало пат или немало пат. И нашата главна цел, почетна, да ова природно богатство го направиме достапно на граѓаните, јас веќе гледам дека почна се реализира. И затоа сум убеден, денес или утре или задутре, се повеќе и повеќе луѓе, како што имаме ние таа сега бенефиција овде да си седиме и да уживаме на Кожув, се повеќе луѓе ќе може да уживаат во природните убавини на Кожув. И Кожув ќе им даде спокој, мир и подолг живот. Златниот Кожув, верувајте, е бел, не е златен. Тоа е чудото на Балканов. Немој да мислат дека не знам Тодорка или Банско или не знам кој друг ски центар е многу подобар. Стазите овдека Господ ни ги дал. А Господ го даде во Македонија Охрид и Кожув. Значи имаме услови за идеално скијање. Ние во еден дел, само во туристичкиот дел од оваа страна, имаме можност да скијаат преку 7000 скијачи во исти момент. Затоа што е големо пространство и има услови за туристичко скијање. Не е све во скијањето од ранг на такмичење или не знам, тоа е све убаво, али и туристите треба највеќе да ги гледаме, затоа што овдека стварно има услови, има можности да се направат жичари, не треба многу шума да се сечи, веќе е трасирано, урбанизирано, направено е прекрасно. За снег да не ви зборам, не знам ја колку има снег. Во овој момент ви кажувам дека ние седиме на 50 сантими снег. Кожув нема никаква тајна. Кожув е природно богатство, огромно природно богатство на Македонија. Непроценливо богатство. Дали е злато, бело, жолто, во секое годишно време оне е злато. Тоа обновлив извор на богатство, кој што ни го дал Господ, треба само со мали чекори, само малку политичка волја. Еве, ние од овој регион, од југоистокот, се грижиме, се бориме и сакаме да го зачуваме ова природно и непроценливо богатство. Затоа Кожув е тој посебен бисер и по сите овие работи се издвојува од сите други бисери со кои што изобилува нашата прекрасна држава.